Дали може да се излечи како резултат на овие последни претседателски локални избори одреден политички заклучок дека според сегашните резултати може лесно да се случи целата ВМРО-вска приказна да заврши во еден изборен циклус, односно со предвремени можни парламентарни избори тамо 2010 година, кога всушност беше и редо да бидат одржани тие редовни избори од тој циклус 2006-2010 година. Кој е најголем противник тогаш на Груевски? Љубе Бошковски, Лјупчо Георгиевски или Бранко Цренковски во еден среднорочен период? Па, видите, Бранко Цренковски е вака историски, Груевски историски алергичен на Бранко Цренковски во било која констелација. Враќањето на Бранко на бел конј во СДСМ не може да биде проблем за Груевски. Без разлика што е на крајот на криштата Груевски е поразен избор единствено од Бранко Цренковски 2002 година. Се судирија во првата изборна единица кај што Бранко го победи 2:1 Никола Груевски. На ниво на лични суети може да се рефлектира, бидејќи Груевски го покажува тоа на некој, но мислам дека на подолг рок Бранко Цренковски е реална опасност, на краток рок Љубе Бошковски како внатрешен играч на ВМРО може да ги поремети сметките. Како СДСМ да се крени над 250.000 гласови, СДСМ се крева, меѓутоа не се крева веројатно со таа брзина. Во еден дел ја одработија добро кампањата со Фрчковски, значи ако ништо друго подготвил еден терен можеби за враќање на Бранко Цренковски, меѓутоа таа граница од 250.000 се уште е магична, не може да ја прескокнат. Со Бранко Цренковски? Очекувате? Па нема што, бидејќи никој друг ништо не очекува друго. Ние не гледаме кој може друг да го замени, особено што Бранко го најавува официјално дека се враќа. Така да само тоа, ова е нулта позиција на СДСМ која што е во моментов. Значи на комплетна еден крах во сите пои на нивното функционирање, тие очекуваат од внатре дека Бранко Цренковски ќе биде тој што ќе успее да биде амалгамот во партијата и неговата харизма и неговата историја во СДСМ го покажува тоа. Јас мислам дека Бранко Цренковски ќе успее да ги собере сите закрвавени страни во СДСМ, ќе им понуди една одредена агенда на подолг рок 2 до 3 години, време во кое што он веројатно проценува дека ќе го сврши Груевски. Тоа што го направи Груевски 2006 година. Значи Груевски може да се порази само со одредена политичка збирштина, бидејќи Груевски функционира на платформа на одредена политичка збирштина. Значи ова не во негативна смисла на зборот, меѓутоа ќе видите тамо, не знам, Боцевски, Ставревски, Роми, Власи, Турци, Срби и така натаму. Значи Груевски може да се порази само на еден таков концепт. Па тоа е интелигентно водење на политика. Јас не бих рекол дека тоа е политичка збирштина. Не, јас велам во позитивна смисла на зборот, значи да немаме никаква дилема. Значи немаме никаква дилема, тоа е многу интелигентно го направи Груевски, но тоа е политика која што не ја додржува долго. Тоа е политика на Хуго Чавес. Но во ситуација кога Македонија е кандидат за Европска унија не се наоѓа во Венецуела. Значи таа политика секако ќе попушти по полите. Ова е апсолутна власт. Што очекувате вие, да речеме? Дали може ВМРО-ската приказна да заврши со предвремени избори и да биде заокружен тој изборен циклус со избори 2010 кога што му беше времето? По редот на нештата 2006 па 2010 година. Мислам дека не би може да се прават тие симулации, бидејќи ќе видиме како ќе се рефлектира кризата што ни предстои на сите во држава и како тоа ќе удри по рейтингот на Груевски. Па може со руска помош ќе преидеме, ќе надминеме таа криза. Со руска помош? Па да, финансиска да речеме. Србите се тука. Да. Првите честитки за Ѓорги Иванов дојдоа од Медведев и од Тадич. Така е, да видиме таа руска помош и што така ќе значи како ќе реагираат на тоа нашите традиционални пријатели и сојузници. Кои се по вас најголеми губитници на овие избори и каде можеме најмногу чистки да очекуваме? Не знам. Во ВМРО Бонева и губењето на Охрид. Во СДСМ дел на структурата околу Игор Ивановски, шема можеби Милјан Станковиќ, бидејќи недобро ја одработија кампањата во еден дел кај што нема силни градоначалници на теренот. Во ДУИ можеби се тоа командантите околу Али Ахмети кои се исто губитници на овие избори. Каде очекувате дека најмногу ќе биде направена таа чистка? Јас ги гледам како губитници и како потенцијални губитници. Класични губитници ги гледаме кои се СДСМ бидејќи изгубени изборите, ДУИ бидејќи изгубени изборите и тука нема дилема околу тоа. Во смисла на чистки во партијата јас не мислам дека Груевски ќе прави чистки. Он има премногу комботна позиција во овој момент на краток рок за да прави чистки и да разслојува своето ткиво кој што е прилично кохерентно сега. Зборам за самата ВМРО. Потенцијални губитници мислам дека се Селмани и евентуално Љубе Бошковски ако не успеа се профилира. Ќе ги чисти Бранко своите кадри во СДСМ? Мислам дека нема да ги чисти, мислам дека ќе ги собија. Меѓутоа тој знае дека тие луѓе не може да повлечат и дека народ не ги сака. Мислам дека ќе ги освежува. И бидејќи беа добри додека беше Бучковски рада на некој начин да прават проблеми, сега кој е Бранко веројатно ќе станат контрапродуктивни. Мислам дека ќе ги освежува, ќе донесе нови фаци што се вели, но мислам дека ќе ги држи и старите кадри бидејќи тие му треба за логистика, инфраструктура и што се вика на институционална меморија на. Значи тој е оној систем Лазе Китановски. Кога Лазе Китановски стана овој контрапродуктивен со аферата Hard Rock некаде 94 година, беше замрзнат во наводници 2 години, 3 години, подоцна беше изведен како министер за одбрана. Тоа може да се очекува. Јас мислам дека тоа се очекува, гледајќи политиката на Бранко последните 18 години.
Како всушност треба да биде поделен тој изборен политички пораз помеѓу трите лостои на ВМРО структурите, односно како ќе биде поделен тој изборен резултат помеѓу Никола Груевски, Лјупчо Ѓоргиевски и Љубе Бошковски, односно кој може да се чувствува како победник на овие избори? Господин Додовски, нови избори е поразена опозиција, меѓутоа длабоко се губи веќе магијата во власта. Поддршката на граѓаните во ВМРО ДПМН во број на гласови е драстично опадната, а додека опозицијата се движи по една нагорна линија. Значи ние можеме и бројки да анализираме, да речеме обично не се споредуваат, не знам, парламентарни и локални избори, меѓутоа и на локални избори може да се направи одредена анализа, значи да ги земе тие советнички листи, кај што се гласа за политички партии. Значи на тие советнички листи ВМРО има освоено некаде 307.000 гласови. Нови локални избори сега само има освоено некаде околу 213.000 гласови, значи без ЛДП, без НСДП и така натаму, ВМРО со целата таа коалиција. И тоа е некој сооднос 1,43, 1,44 према 1. Значи дека СДСМ добила некои 10.000 гласови во однос на претходните избори, ВМРО изгубила некои отприлика 100-150.000 гласови во однос на претходните избори. Тоа е соодносот. Фактот дека вкупниот сооднос изнесува 29% наспрема 20,3% на ВМРО ДПМН со СДСМ, укажува дека разликата полека се топи, дека на политичката сцена повторно се јавуваат и други политички партии. Колку реално тежи во моментот Никола Груевски по вас? Па мислам дека не повеќе од 300.000 гласа. Добро, он навистина победи во 50 општини. И сега кога ќе гледаме таа бројка на победа во 50 општини, тоа делува фасцинантно генерално. Тоа веројатно ќе му вбризга дополнителен политички адреналин, да се чувствува дека е многу моќен, дека е многу силен. Меѓутоа колку според вас во моментот тежи? Победата во голем број на општини е само бројка на добиени градоначалници. Кога ќе се направи споредбата на бројот на освоени гласови на кандидатите за градоначалници, ќе се види дека секаде разликата е многу мала. Веле се некои 500.000 гласови. Знаете, ако одиме од најмалата разлика од 16-17 гласа во Ресен до 1500 до 2000 гласа во некои од други општини, ќе видиме дека всушност разликата во гласови е многу мала, победи ВМРО ДПМН во голем број на општини и на тој начин со мал број на гласови зема една многу голема одговорност. Имаме владата, председателот на државата и најголем дел од локалната самоуправа. Че ве смета дека ВМРО не тежи толку политички колку што доби на локалните избори градоначалници? Да, секако. Бројот на гласови е факт. Тоа го кажува. Да, па тие се бројките. Тоа е математика, тоа е бројка. Тие се бројките. И денес јас имам чувство дека СДСМ навистина полека се крева. Можеби не со таа брзина со која посакуваат веројатно се креват, меѓутоа од друга страна па власта паѓа многу побрзо отколку што сите очекувавме, посебно после 2008 година предвремените парламентарни избори. Видете, бројката од 63 пратеника, ако земеме да ја изанализираме, и добивањето на една апсолутна моќ во делот на Собранието на Република Македонија и во делот на владата, окажува дека една година ВМРО ДПМН немаше никакви политички противници пред себе. Значи, со овие резултати, и без никакви политички противници. Со овие резултати Додовски, он немаше да има повеќе од 48 до 52 мандати на парламентарните избори минатата година. Значи, ако направиме една споредба на овие резултати со минатогодишните парламентарни избори и сето тоа го преточиме во број на пратеници, ќе видиме дека политичката сцена во Република Македонија ќе беше многу поинаква. Многу ми насмета дека во полна кондиција ВМРО Народна партија некаде тежи од прилика помеѓу 80-100.000 гласови, што значи одговара на некои 8 до 10 пратеници. Од 80 до 100.000 гласови. Да не бидеме ко Џамбас кој си ги фали своите магариња, реално 80 до 100.000. 80 до 100.000, реално. Ако треба да се дели тој ВМРО-вски колач помеѓу Љубе Бошковски, Лјупчо Ѓоргиевски и Никола Груевски, како може денес да биде поделен? Во проценти? Како сакате, може апсолутни бројки? Во апсолутни бројки, ако говориме дека ВМРО-вското гласачко тело било коефициент 30.000 од претходно, некаде ВМРО Народна партија, да кажеме од 80 до 100.000 гласови, Љубе Бошковски не верувам дека повеќе од 20 до 30.000 гласови, а другото би било некаде во ДПМН, значи ДПМН би било околу 170.000, 150 до 170.000 гласови би бил во делот на ДПМН, оние други до 300.000 што они сега ги освојуваат, тоа се дел од гласовите од трети, четврти ешелон на Социјалдемократски сојуз кој во моментов екзистира во ДПМН. Како ќе поминеше Лјупчо Ѓоргиевски во Скопје, ако се кандидираше? Па дефинитивно Ѓоргиевски како име тежи многу повеќе отколку кандидат за градоначалник за Скопје. Ќе поминеше подобро во Благоевград или во Скопје? Дефинитивно, значи нашиот лидер во Скопје ќе беше сигурно во вториот круг.
Маријан Додевски вели дека нивните два советници во собрањето на градот Скопје всушност ке гласат против изградба на споменик на Александар Македонски. На тој начин, според него, е всушност нови избори поразена таа политика на антиквизација на Република Македонија.